Американската амбасада во Киев е затворена откако добила информација за значаен воздушен напад за денеска. Што се случува во Киев, Андонович? Па во моментов трае напад врз Киев. Според последните информации, тие најави од утринава, дека практично најава беше дека американската амбасада во Киев ќе се затвори, поради тоа што се очекува масовен напад врз Киев, поради безбедносни причини. Персоналот му е наложено да ја затвори амбасадата и да оди во, кој ќе ја чуе воздушната опасност, да оди во засолниште. Тоа беше најавата. Во моментов трае тој напад, сега дали тие ја затвориле, отишле во засолниште, тоа е малку битно, но она што е битно е дека обично големите сили, кога вршат воени действија, ги информираат своите воени опоненти. Во случајот кога, например, американците стрелаа во Сирија, секогаш и кажуваа на Русија да си ги повлече војниците на одредена точка, за да у случај на бомбардирање не загине некој, или обратно, кога русите стрелаат, да не загине некој американец, за да не дојде до некој поголем инцидент. А ако се случи, тогаш нема ни да има вест. Мислам, тоа е реалноста. Веројатно имале дојава од руска страна дека овие планираат да гаѓаат. Сега ова може да имала, да кажеме, она хибридно информативна војна, каде што нели по ова дигање на тензиите, дека нуклеарен напад, нуклеарна доктрина, овие се евакуираат во засолништа со посебни мерки, дека е можно нели Путин или Русија да изведе некаков напад со некакво нуклеарно полнење. Не, тоа не е атомска бомба, ама некое нуклеарно боево полнење на некоја граната. Се разбира, за тоа немаме информации, не знаеме. Веројатно ова се овие одмазнички напади за вчерашното стрелање на украинците за прв пат со американските Акмакс, кои беа истрелани 6, 5 беа урнати, 5 беа уништени, една беше оштетена па падна, и веројатно сега ќе биде таа работа ќе се случува така се до 20 јануари, кога ќе дое новата администрација, од која многу се очекува, ќе видиме што ќе биде и како ќе биде. Во меѓувреме се повеќе одат оние, нели, размислувања, шпекулации, информации за тоа што ќе се случува во наредниот период, дали Путин ќе стрела со нуклеарно оружје или нема да стрела. Променета е тактичката нуклеарна доктрина на русите, која подразбира за нас обичните лаици во случај на одредена загрозеност на државата да го употребат оружјето. Сега јас тоа неколку пати го поставав како јавно прашање што е загрозеноста, бидејќи се стрела врз руска територија, стрелана и Москва и некои поголеми градови. За среќа на цивилното население нема се уште такви жртви, но има жртви во Украина, каде што има и други градови. Не е само Москва, не е само Киев, има многу милионски градови таму, каде што секојдневно сме сведоци на погодени згради и погодени цивилни објекти. Во меѓувреме се поставува јавно дилемата во меѓународните анализи за тоа како ќе оди оваа работа понатаму. Западот многумина сметаат дека е сега уценет од Путин, или ќе се оди по неговите барања, или ќе се соочи со нуклеарна војна. Нешто што според мене малку е повеќе дигање на тензија од што е вистината, бидејќи јас лично сметам, а и многумина како мене, кои многу повеќе знаат од мене, сметаат дека нема да дојде до таков тип на војна, бидејќи русите се свесни дека ако употребат нуклеарно оружје, ќе му им биде возвратено со нуклеарно оружје. А кога ќе почне нуклеарната војна, никој нема да победи. Поентата на војната е да победите. Че русите се свесни дека нема да го искористат тоа нуклеарно оружје, како што и Западот е свесен дека не треба да го користи нуклеарното оружје, а до тогаш ќе има овакви ситни провокации, иако не се ситни на теренот, но ситни во геостратешка смисла. Оно што дополнително ми се чини дигна тензијата помеѓу Русија и Западот е и новата одлука на Бајден, која не можеме да не ја протолкувам и да ја споменам, а тоа е испорака на огромен број на противпешадиски противоклопни мини. Што тоа значи? Тоа укажува дека очигледно војната доктрина на американците заедно со украинците е сега да се постави огромен број на тие противпешадиски, противтенковски, противоклопни мини со цел да се успори руското напредување пешадиско, кое де факто се случува на неколку точки на фронтот, бидејќи, ќе потсетам, ако се раководиме по најавениот план на Доналд Трамп,
тој планира мировните договори да се замрзне конфликтот, до кај кој стигнал и освоил, и тука да се седне на преговарачка маса, што сте освоиле е ваше, само да дојде до мир, нели? Пошто мирот е сепак најважен, па после териториите. Сега тука гледаме, на картата имаме, тука гледаме жестоки битки околу источниот дел на Украина, каде што русите напредуваат, имаат после известниот и фамозен часов јар, што на многумина од нас не ни значи, стратешко место се упатува кон други точки, што повеќе да земе територија, а во исто време украинците грчевито се борат во руската окупирана зона, каде што се кај Курск, да ги одбранат тие напади, по утре кога ќе се замрзне тој конфликт, да се каже да Русија отцепи 20% територија, но украинците зема еден дел кој се нарекува Курск, кој кој е и голем, кој има и нуклеарна централа, а и ќе биде голем шамар за руската суперсила да некој отцепи територија. Се разбира, тоа многу ќе чини во човечки животи и за тоа сме веќе сведоци. Зато се и ставени во функција и тие фамозни севернокорејци кои 12.000 војници се борат токму во Курск, бидејќи Путин поголемиот дел од својата жива сила, така наречена, или војници ги ангажира во окупираните делови на Украина. А од утринава уште една вест морам да ја споменам, не знам дали има по нашиве медиуми, но странските тикери јавуваат дека Јужна Кореја информирала дека Северна Кореја испорачала дополнителен број на војници и напред се оружје за потребите на руската армија, што долива масло на огнот, ако се земе во предвид дека одлуката на Бајден да и дозволи на Украина да ги користи американските ракети длабоко во руска територија е инспирирана, мотивирана и испровоцирана од вмешувањето на севернокорејската армија во војната од страна на Русија против украинците. Значи мораме да направиме една за волја на вистината, едно компарирање. Од страна на украинците има многу, и американци, и британци, и французи, и што ли веќе не, но сите тие се платеници. Од руска страна го има исто така, но има две севернокорејски бригади кои се регуларна војна формација од севернокорејска војска, па тука е и гревот на Путин дека вмешал, не само на Путин, него гревот и на Северна Кореја, дека и таа како држава се вмешала со своја војска во украинскиот фронт. Така да ќе видиме како сето ова ќе оди. Постојат и некои шпекулации дека некои од НАТО земјите би можеле да се вклучат во цела оваа војна, додека не дојде Трамп на власт. Ако судиме според ветувањата на Трамп и неговата администрација, тој би требал да ја запре војната. Но има уште 2 месеци до тогаш, а до тогаш главен збор има Бајден и неговата администрација, која планира по секоја цена да продолжи да ја помага на Украина, и не е случајна изјавата на Зеленски утринава, кој рече дека Украина нема да може да победи без американската помош, што е сигнал дека американската помош ќе оди уште најмалку 2 месеци. Според прогнозите, и после 2 месеци кој ќе дојде Трамп, во неговиот администрација веќе е поделена, ако тој самиот и неговиот подпредседател се против идејата да се помага на Украина со оружје, другите тројца кои се поставени, како што е шефот на националната безбедност, на разузнавачките служби, да не ги кажаме имињата, бидејќи ништо не ни значат ни на нас, ни на гледачите, се вели, барем тоа го велат американските извори, дека тие се директно поврзани со воено-индустрискиот комплекс во САД, на кој и одговара да продолжи некаков конфликт во Украина, бидејќи се продава оружје, се продава амуниција, се продава воена опрема. Ајде ќе видиме дали Бајден може толку многу да расипе и да направи таква атмосфера за Трамп да не може да го реализира своето предизборно ветување, кое гласи: дента кога ќе станам председател, војната во Украина ќе запре за 24 часа.
Андоновиќ, благодарам. Имавте можност и прилика да го гледате Дејан Андоновиќ и во оваа утринска меѓународна анализа. Се надевам дека останувате заедно со нас до самиот крај. Она што следува во продолжение е рубриката Каде во слободно време, каде што дознаваме кои се настаните за денеска во вечерните часови и за следните денови, што можеме да правиме со време да си испланирате, да си ги поканите пријателите или да уживате на некој концерт или на некој културно забавен настан. Ја пречекуваме Ана во студиото која што ќе не информира за сево ова.